Денешната пресконференција ја свикуваме со цел јавно да го искажеме нашиот револт и револтот на голем број граѓани на Прилеп, кои вчера за момент се почувствуваа како да живеат во Венеција. Почитувани граѓани, локалните власти, предводени од градоначалникот Маријан Ристевски и ВМРО ДПМНЕ, уште еднаш покажаа и докажаа дека не се способни да обезбедат нормални услови за функционирање на градот, а особено на централното градско подрачје. По вчерашниот пороен дожд, Прилеп буквално налекуваше на Венеција. На што ли само им личеше Прилеп на гостите од странство кои вчера беа во посета на нашиот град? Сигурно беа импресионирани од начинот на кој се одржува прилепската канализациона мрежа, па имаат што да пренесат по своите земји. Очигледно, некој не си ја завршил работата на време. Затоа, најодговорни се носителите на локалната власт во Прилеп, а тоа се ВМРО ДПМНЕ и градоначалникот Ристевски. И додека се расфрлаат со парите на народот за некакви барокни зданија од типот на Скопје 2014, разни споменици, капни гаражи, која патем и главната причина за поплавите низ градот, канализациите на Прилеп останаа неисчистени. Додека прилепчани вчера газеа во смет и пливаа во вода, функционерите на ДПМНЕ, директорот на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Сашо Николовски и другите советници си седеа во нивните канцеларии или пак беа во нивните возила кои им се купени со парите што ги земаат од двојните функции за кои вчера јавно ве оделивме. Господа од ДПМНЕ, ако не ве бидува, спакувајте си ги куферите и честно напуштете ја власта, зашто има некој што знае подобро од вас да ја работи одговорно работата. Не е човечки да се расфрлате со народните пари, да замајувате преку реклами и да поставувате билборди за да го убедите народот демек нешто работите. Како што спомнавме, не се работи за татковината, се работи за пари. Вие тоа добро го знаете и покажувате. И уште еднаш, јавно го повикуваме градоначалникот Ристевски да излезе и јавно да каже, а не преку судови да се заканува, како ги троши народните пари. Ви благодарам.